Арвен Таравари со мнозинство гласови е избран за председател на Алијанса за албанците на вонреден партиски конгрес кој денеска се одржа во Тетово. Досегашниот вршител на должноста председател беше единствен кандидат за оваа функција. Тој истакна дека политиките на партијата ќе продолжат како и досега, ќе спроведат и континуирана кампања до следните избори. Додека се одржат следните избори, значи ќе биде кампања врата на врата, да ги отвориме вратите на партијата, да доближуваме што повеќе луѓе, посебно интелектуалци, кои ни се неопходни за успешно функционирање на партијата, професионализација на партијата, така да овие ќе бидат и реорганизирање во одредени слаби точки кои што ги сметаме дека нашата партија баш не функционира како што треба, таму ќе имаме интервенции, се надевам дека ќе ги подобриме структурите на партијата. Таравари не ја исклучува можноста за влез во влада, но одлуката ќе ја соопштат откако ќе се формираат партиските тела. Не исклучувам можност, меѓутоа за сега нема таква понуда, да речам. Меѓутоа, ви велам, ја очекував и да се формираат партиските тела, без тоа некако доаѓа како да еден човек одлучува. Зијадин Села по оставката по поразот на локалните избори во Тетово го предложил Таравари, затоа што сметал дека тој ќе го продолжи патот на Алијанса за албанците. На денешниот трет конгрес партијата направи промени во статутот кои досега не биле предвидени. Се воведе нова функција председател на собранието на партијата, а беше донесен и етички кодекс за однесувањето на членовите и функционерите. Ние ќе се обидеме да заедно со јавното предпријатие за паркинзи, за да ги менаџираме јавните паркинзи подобро, за да се избегне гужвата, но имајте предвид дека во делот на регулирање на комуникација на сообраќајот, тоа е надлежност на полицијата. Ние бараме и ги молиме полицијата да соработуваат со нас, да се координираме подобро, за да нашите луѓе кои доаѓаат за празниците, за Нова година, да и божични празници, за да можат да уживаат во со своите фамилии. Два и пол часовно уживање за публиката синоќа приредија членовите на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце во рамки на нивниот новогодишен концерт кој се одржа во Тетовскиот културен центар со вешто одиграните кореографии на стари македонски народни песни. Играорците покажа и докажаа како се негува македонскиот фолклор, култура и традиција. Прекрасната атмосфера на концертот беше надополнета и со маестралните изведби на триото Кладенец, градскиот хор Менада од Тетово, а сладка нота на концертот додадоа и девојките од триото Шербет. Синоќешниот концерт представуваше сублимат на сите активности што друштвото ги имаше годинава, која пак од друштвото ја оценуваат како мощна успешна. 2022 година, после 2 години пауза поради коронавирусот, за нас представува успешна затоа што во август месец бевме на летен камп во Сутоморе, Црна Гора. После тоа имавме гостување во Далј, општина Ердут во Република Хрватска. Имавме концерт во мај месец, денови за Кири Пејчиновиќ, кога имавме гости од Смајдерово и Петровац на Млави. И ова ни е новогодишниот концерт што е круна на 2022 година. За идната година пак културно-уметничкото друштво најавува дефиле и концерт во Теарце, како и гостувања надвор од нашата земја. Плановите за 2023, како што напоменав, ни се навршуваат 10 години од возобновањето на друштвото, тоа што во мај месец ќе имаме концерт кој ќе се одржа денови на Кири Пејчиновиќ, кој концерт е подкрепен со проект преку Министерството за култура и каде очекуваме да имаме 3 друштва од надвор, поканети покрај нашето, ќе има дефиле низ Теарце и ќе заврши со концерт. Исто така во план е до година да учествуваме и на кампот летен во Сутоморе, Црна Гора
и имаме некои други преговори за гостување во Франција, ама ќе видиме што ќе испадне. Во Безансон имаме една сограѓанка наша што живее и работи тамо, имавме некои преговори, ќе видиме дали тоа се уште актуелно. Вчерашниот новогодишен концерт на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ се реализираше со поддршка од Министерството за култура како проект од национален интерес. Додека незините врсници целосното слободно време го поминуваат на социјалните мрежи, таа се препушта на музиката и пишаниот збор. Михаела Антеска свири на електрична гитара од мали нозе, пишува и компонира песни. 16-годишната гостиварка дебатира на музичката сцена со својата прва песна, во панк-рок стил, насловена Insecurities, како изведувач и како автор на музиката и текстот. Don't wanna be me, don't wanna feel what I'm feeling. I know it's real, but make it go away. Didn't make this wish, but Да, тоа е точно дека текстот и музиката се мој. Уствари, сите песни што досега ги имам напишано, што не се уште нели извадени, но ќе бидат понатаму, сите тие се мои. Јас едноставно тоа што ме натера да пишувам е еден интересен и тежок период од мојот живот, кога поврзан со менталното здравје не бев баш најдобро и тоа што го чувствував, тој дел од срцето, тој дел од душата, од било што, тоа го извадив преку песните. И мојата мисија тука е да им помогнам на другите да сватат дека не се сами, дека преку такво креативно нешто, не мора да е музика, може да е било што, може да е спорт, може да е уметност во некоја друга форма. Преку тоа може да се соочат со тие проблеми, а меѓу другото и со самите себе. Михаела пее на англиски и вели дека на тој јазик може да се изрази подобро, но смета дека тоа ќе ја помогне да се промовира надвор од нашата земја. Песната е моментално објавена на социјалните платформи YouTube и SoundCloud. Ќе објавиме и на Spotify и спот ќе има, и тоа го гарантирам. Спотот ќе биде еден од тие мали чекори за да добием препознатливост надвор од границите на Балканот, значи од целиот свет. Гитара свири од 7-годишна возраст. Љубител е на рок, метал, панк и гранч музика. Настапувала на клубски свирки, манифестации и фестивали. Значи растена сум, како што реков, со метал, со рок, со панк, со другите стилови почнав да ги откривам понатаму, кога станав свесна за тоа ја што сакам да го правам. На 7 години, баш на 7-миот роден ден, памтам, кога наполнив 7 години, на тој ден ја купивме мојата прва електрична гитара, тоа беше мини Fender. После тоа дојде друга гитара, па трета гитара. Пеењето ми е исто така со гитарата, значи најбитно. А што се однесува до настапите, имам настапувано на повеќе локални манифестации и клубски свирки, нели. Во 2019 се случи фестивалот од ребро до рок-н-рол, тоа беше фестивал за девојчиња и настапував на тоа со мојата група Викторија Нагал. Тоа се фактички тие почетоци. И сега планираме уште свирки, затоа што преку свирките ти фактички учиш како да се понашаш на голема сцена. Денеска е пред 50 луѓе, утре е пред 5000. Никогаш не знаеш кога тие 5000 може да те бараат тебе за настап.
Играурците од културно-уметничкото друштво Свети Сава Први од Тетово на почетокот од декември настапија на фолклорен фестивал кој се одржа во градот Темишвар во Романија. Во рамки на фестивалот играурците се представија со сплет на српски народни ора. Фестивалот немал надпреварувачки карактер, но целта на играурците од ова културно-уметничко друштво била да се представат во најдобро можно светло и да се збогатат со ново фолклорно искуство. Импресиите од настапот и прошетката низ градот Темишвар пред нашата камера ни ги пренесува Примислав Стануевиќ, председателот на културно-уметничко друштво Свети Сава Први од Тетово. Ние на 3 децембар, тоа така, наутро појдовме негде околу 5 часот, бевме таме попладне, не сместија во еден прекрасен хотел, да, каде што холде и амбасадор, беа сите деца изненадени од самиот хотел, од самата убавина тој хотел, па тоа се дружевме со нашите, значи со србите во Романија. Беше еден настап во средно училиште, каде што го посетуваат претежно србите. По наша молба ги замоливме да бидеме меѓу првите учесници, затоа што имаше околу 40 игрални групи, да можеме да бидеме слободни, да посетиме, да прошетаме така низ Темишвар, они ни излегува во сусрет, бевме втори на настапот и сите учествуваа со по 3 до 4 минути, а ние бевме, да речем, 10-15 минути, сигурно ќе видите од снимката што го донесовме таму. Од културно-уметничкото друштво Свети Сава Први од Тетово дополнуваат и дека годинава што изминува била мощна, успешна и исполнета со низа активности, настапи и гостувања, а веќе за идната година најавуваат нови фолклорни успеси. Голема е честа да зборувам пред сите вас, но уште поголема што токму јас сум избран како председател на управниот одбор на нашиот клуб ФК Тетекс Тетово. Упатувам голема благодарност на верните навивачи што ме предложија во овие тешки моменти да помогнам за повторно обединување и функционирање на клубот. Како што ви е познато, повеќето од вас, па и на јавноста, клубот го наследивме во лоша состојба, без соодветен кадар на фудбалери, соодветен стручен штаб, минусно салдо и долгови. Затоа, нашата цел ќе биде да се обединиме сите верни фанови, тетовчани, љубители на фудбалот и спортот со заеднички сили да го вратиме клубот онаму каде што припаѓа. Ветуваме дека со сите сили ќе се бориме и секој надпревар во втората полусезона ќе го изиграме како да ни е финале. Значаен ќе биде секој гол, секој бод, секоја победа за нашиот опстанок и спас за нашиот клуб. Воедно испраќаме апел до сите заинтересирани од различна професија, поранешни и сегашни фудбалери, легенди, спортски доктори, тренери и останатите, што можат да дадат некаков придонес во клубот да се пријават. Дел од нашата мисија во наредниот период ќе биде и посета на регионални компании, за да побараме парична помош и финансиски да закрепнеме, за да не дозволиме згаснување на овој бренд кој функционира веќе речиси 70 години. Отворени сме за секој кој смета дека може да помогне и го повикуваме да се приклучи кон оваа иницијатива, затоа што сите заедно сплотени верувам дека можеме многу повеќе да придонесеме за клубот да успее и нашиот план. Исто така, да донесеме големи резултати, да го вратиме ФК Тетекс во старите победнички патеки и славните времиња. Со особена чест и задоволство, дозволите да ви го представам и останатите членови на управниот одбор. Бобан Вучевски, Ивица Хаджилјовски Чајка, Драголюб Јовановски, Перо Јовановски, Живорад Антовски, Бобан Мишевски и Недат Спасовски. Ова е тим составен од искрени, добронамерни и угледни луѓе кои со срце го сакаат Тетекс и се подготвени да одговорат на сите предизвици што ни следуваат во наредниот период. На крајот од оваа пресконференција искрено посакувам среќна и успешна работа во нашиот управен одбор.